Со црни ленти фрлени пред Министерството за здравство, младите од ВМРО ДПМН им оддадоа почит на жртвите од COVID-19, за кои, како што велат, ја изгубиле битката со болеста поради неспособноста на власта да обезбеди вакцини и достоинствена здравствена заштита. Побараа оставка од министерот Филипче поради лошиот менаџмент на кризата, која остави над 4100 семејства завиени во црно, а Македонија ја смести на врвот по смртност во светот, надминувајќи ги Италија, Бразил и Соединетите Американски држави. 4150 мртви е бројка која покажува највисока смртност во светот. За жал, се повеќе млади починуваат од COVID-19. Најмладиот починат имаше само 19 години, пред тоа 22, пред тоа 24, пред тоа 29. Веќе пандемијата не е опасна само за возрастните лица и ризичните групи на граѓани. Нефункционалноста на здравствениот систем, коруптивноста, незаинтересираноста и непосветеноста на властите не донесоа до ниво секојдневно да ни умираат по 50 на наши сограѓани. Пратениците од опозицијата од протестот ги прашаа властите дали поважни им се провизиите, хеликоптерите и скапите мотори, наместо човечките животи и здравието на граѓаните, кои секојдневно молат за прием во болниците и ја губат битката со болеста, затоа што не можеле да си дозволат да платат за болнички кревет. Па можеме да видиме секој ден на социјалните медиуми дека некој бара помош за да се лекува и да се собираат донации. Луѓето се почесто ни кажуваат дека не сакаат да ги отворат социјалните медиуми заради тоа што личат на некролози. Приморани сме ради овие неспособни луѓе секој ден да се збогуваме од наши блиски роднини и пријатели. Ефикасни сте, министре, да, единствено во пребројување на жртвите. Континуирана е единствено вашата борба за провизии, а правични сте во дискриминацијата. Оној кој ќе се јави за кревет или може да плати, може и да преживее. Од вашето приспособување видовме само ходници полни со пациенти, чекање еден да почине за на друг да му биде дадена боцата со кислород, медицинските лица сами да купуваат опрема и да работат до исцрпување, роднините на пациентите сами да се молат да дадат голтка вода на своите блиски. Протестот под мотото да го измиеме срамот на Филипче заврши со фрлање на стотици балони со вода кон зградата на Министерството, во знак на револт од актуелните политики на власта, која, како што велат, наместо да води грижа за секој човечки живот, се фали со донирани вакцини.